И по 24 години свежи сеќавања болка која не се заборава. Штип одбележува 24 години од смртта на Димитар Двојаковски и Владко Петров. Со едноминутно молчење, положување свежо цвеќе, представници од семејствата од општината, политички партии, здруженија, делегации и пријатели одадоа почит на прерано загинатите бранители од 2001 година. Двојаковски и Петров ќе бидат вечно запометени и секогаш почитувани. Од тогаш па до денес поминаа 24 години. 24 години живее споменот и славата за овие херои. А хероите живеат вечно. Општина Штип и годинава се вклучува во одбележувањето на денот на нивното загинување. Положувањето цвеќе пред нивното спомено бележје е само скромен и мал чин, символичен знак на почит кон нив во однос на нивната најголема дадена жртва што еден човек може да ја даде. А тоа е нивниот живот. Денес, пред нивните спомен одбележја во нивна чест, би сакала да прочитам дел од биографиите на хероите на кои животот им беше прерано насилнички прекинат. Димитар Двојаковски, роден на 22 април 1972 година во Нова Горица, Словенија. Татко му бил висок офицер на ЈНА и бил на служба во Словенија. По потекло семејството Двојаковски од Берово. Димитар завршил средно електротехничко училиште. Имајќи ги сите психофизички предиспозиции за добар војник, се пријавил и завршил обука за специјалната единица наречена Скорпиони. Од формирањето на единицата, па се до денот на погибието, Димитар бил на сите терени во кризните подрачја. Инаку Димитар Двојаковски е роден на 22 април 1972 година во Нова Горица, Словенија, а семејството Двојаковски е по потекло од Берово. А Владко Петров е роден на 23 јули 1977 година во штипското село Чардаклија. И двајцата го загубија животот на 3 мај 2001 година во Кумановско Ваксинце.